Hristos na suden den ke voskresne, koji verujemo Isus ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su plebom živ, što sleze po nebo to. Matko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, to je celata suština, ne mojata. Ljudi to je sakat svojata volja, svojat život. Misla da imat svoj život i postupovat kako što sakat. Jer deneska po Makedonija na golemo satanski se vnesu ta rodova jednako, za si go izbereš sam polot. To je sprotistaven na Bog, neposlušnost kon Bog, to je satanska doktrina, koji si te satanski doktrini gi voveda ovo Makedonija. Baš i te slepi vodači koji gi glasate, koji sami se glasate. Gospod Isuse Hriste, te molim me da staviš raka vrzova zemlja koja si ja zapišal po Boži od katastar, po Tvoje to živo slovo. Da staviš raka, ja predavam i ja vraćam me vo Tvoja sobstvenost. Nije ne može me sami to da je sočuva me. Različni greovi, mudrost Sirahova 21, sine moji, tatko to naš ni zborува. Nije sme deca site na nebesni Otec. Sine moji, ako si zgrešil, prestani da grešiš. Celata suština je toa. A ti go sakaš Tvojeto. Za napraveните grevovi moli se, od grev begaj kako od zmija. Ako mu se približiš, toj ke te kasne. I nije si go sakame greot, sakaš da si postapuvaš taka. To je celiot problem. A potom ako izgubiš sila, te ge počneš da ovkaš. Greot ima lavovski zabi. Toj gi ubiva čovečkite duši. Kazna za greot je smrt. Ti si smrten, odiš povtorno. Besilen, vo sostojba, vo duhovното carstvo. Svesen, a nemaš sila. Секое беззаконие е како меч со две острици. Тој задава рани неизлечливи. Видите, овој свет е неправеден. Го владее сатанат, има малку време. Вам тоа ви е јасно, посебно во Македонија нема ни закон, ни власт, ни ништо. Одредени заедници прават што сакаат. Одредени луѓе се ставаат во затвор. Вистински хаос, сатанска доктрина, расширена омразата, застрашувања и насилства запустуваат. Ете ја Македонија. Застрашување и насилство запустуваат. Така се запустува и домот на гордите. Ти си горд, насила воведуваш родова еднаквост. Насила го менуваш името на Македонија. Насила. Кој си бе ти, синко? Бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе. Некои од нас ќе доживеат што ќе се случува на децата на предавниците што го продале народот. Ќе видите. Молбата на сиромавиот, затоа што тоа што го правиш на другите ќе ти се прави тебе. Молбата на сиромавиот, тоа е законот и пророците. Се она што сакате да ви го прават вам, правете им го и вие. Молбата на сиромавиот стигнува само до неговите уши, но судот до него брзо се приближува. Кој е сиромав? Па тој што го нема Исус, немаш љубов. Сиромав си по дух, но дали си жедан за дух? Кој изобличување мрази, по пат грешнички оди. И ќе им кажеш вака и така и си заминува. Зошто не сме јале пица, например, пред богослужбата и се наути? Видите, интересно. Или зошто, например, синот неизин оди во една, ајде да речем, сатанска црква, сигурно. Што да кажеш? Зарем да го премолчам тоа, да ги оставам да изгинат? Кој изобличување мрази?
тогаш веќе ти имаат своја слободна волја да избереш, ти му велиш немој тоа да го правиш, ти тоа го прави. Ја му велам немој да одиш да слушаш такви проповедници. Зошто ќе те затрујат. Малку квас го расквасува целото тесто, капка отров во буре, во реката. Ја загадува целата река. Кој изобличување мрази по пат грешнички оди, а кој страв Господен има, ќе се обрати со своето срце. Ќе се обрати, да се обратиш е потребно. Да не живееш како порано. Да ги љубиш сите, немаш сила, бараш помош од Исуса. Силниот на јазикот далеку се познава. Значи, Мудрост Сирахова 21, 8 стих. Но разумниот знае кога тој ќе падне. Кој со туги пари куќа гради, тој е како човек кој собира камења за гробот свој. Туги пари се, например, украдени пари на политичарите, изградија хациенди огромни куќи, ги препишаа на децата и на родителите. Па тоа е сликовито, гревот останува на нив. Кој со туги пари куќа гради, со крадени пари, тој е како човек кој собира камења за гробот свој. Собирот на беззакониците е како куп отпадоци од коноп. Се собраа вчера, протестираат за убиени луѓе. Себичен, егоистичен народ ги убива другите и мисли дека тоа е добро. Тоа имаме соседи грци, бугари, албанци. Убиваат македонци и не признаа, вика не, вели нема македонци. Тоа е сатанско. Тој нема доволно љубов ни за себе си. Во пламенен оган е нивниот крај, собир на беззаконици. Во пламенен оган во огнено езеро, патот на грешниците добро е поплочен, но крајот негов е бездна пеколна. Пак ќе ви го кажам, тој има визија, дно на некоја дупка, души лебдат, свесни за себе, но без сила, горе. Јас повторно како погледнав колку е тоа далеку, светлина, знаев дека е горе Исус. Таму одите. Потоа ќе има ново прочистување, ново небо и нова земја, нешто ново, во тело или без тело, не знам, Бог знае, Исус знае. Кој го пази законот, тој владее со своите мисли. И така добро во мислите да го задржиш Исус. Сега имавме вчера, например, наставнички. Таму гледам луѓе, не знам како да ви кажам, телесни луѓе кои не разбираат. Има степен на кавги и неразбирање. Имавме објект, изграден нов, ни го зема, им го дадовме, сега градиме во едни бараки. Умираат луѓе. Им го кажав тоа на раководството. Им реков, умираат луѓето, просторот е мртов, треба да се напушти. По 3-20 годишно ќе умираат, еве умре една жена, Бог да ја прости. О, неразбрани галатјани, о, неразбрани сатански доктрини. Кој го пази законот, тој владее со своите мисли. И сега тие мисли ми седат од таму и веднаш им велам, кога почнат да ме вознемируваат, бегај од мене, Сатано, сите мисли, Господи Исусе Христе, што не се од Тебе, надвор, ги благословувам, ги љубам, оставам се во Твоите раце. Кој живее според стравот, Господен, мударе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ненадарениот не може да се научи. И ние знаеме, имаме такви. Имаме, например, некоја класа кај одредена колешка. Горди, не слушаат. Знаете, не баре деликвенти, а не се студенти. Ненадарениот не може да се научи. Една помлада колешка вели, насила не можеш да им дадеш. И тап сега почнува. И го гледа тоа. Но има надареност што ја зголемува маката на човекот, кога ќе се возгордеш. Мислиш се знаеш, не примаш ништо, гордоста е грев. Знаењето на мудриот како поплава се излива. Слава Ти, Господи Исусе Христе. А советот негов е како извор на животот. Срцето на глупавиот е како скршен сад. Знаење не задржува. И повторно го прави истиот греф, и повторно истиот себељубие. Се сака само себе си, он мисли дека тоа е вистински. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога умниот чуе мудар збор, тој се пофалува и го помни. А кога безумник го слушне, тој му се подбива и зад себе го фрла. Значи, треба да извлечеш поука, да се промениш, да му дозволиш на Исус, да му дозволиш на Исус да живее во твоето срце. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми.
Но на безумниот говорот е како товар на пат. Зборовите на мудриот со пријатност ги слушаме. Безумен е оној кој има свој ум, кој го нема умот на Исус. Тераш со својот ум, јадеш од дрвото на познанието, на крај завршуваш во гибел. Како куќа во урнатини, таква е на неразумниот мудроста. Ете тоа е тоа. Знаењето негово се состои од зборови безсмислени. И седам таму на состанок, тавтологија. Луѓе. О, неразбрани галатјани, не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Глупавиот се смее на сиот глас. Разумниот тивко се насмевнува. За разумниот поуката е како златен накид, како скапоцен украс на десната рака. Зашто ги читам овие? Па тие се кратки содржини кои те насочуваат. На безумниот ногата кон туѓа. Што? Кон туѓа. Судбина врата, поле, куќа брза. Разумниот од луѓето се срамува. Кога ќе влезете еднаш со Исус, вие знаете дека Исус е тука, живее во моето срце, тој ме познава. Јас добро размислувам што да зборувам. Неразумниот дзирка низ вратата на туги дом, разумниот чека надвор. Невоспитаниот прислушува при вратите, умниот се срамува од тоа. Устата на зборливите раскажува туги работи. Зборовите на разумниот на кантар се мерат. Срцето на глупавите е во нивната уста, устата на мудрите е во нивното срце. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Тоа значи да лажеш, да хулиш, да крадеш. Кога безбожникот го проколнува сатаната, се проколнува себе си. Тоа е дел од тоа ткиво. Сплеткарот својата душа е валка. Каде и да живее, нема да биде сакан. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Ти благодарам што и во овој ден ми даваш сила, мир, љубов и трпение. Зборува низ мене, нека овие живи слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Што и да се случува. Еве ја состојбата, не си сам. Повикај кон Него. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Секој има по некоја состојба, на работа, дома, соседство. Неразбрани луѓе. Немаат љубов за никого освен за себе си. Се доживува како тој да е Бог. Јаде од дрвото, знае што е добро и зло. Само себе се љуби. Тогаш ако возвратиш со лошо, само го шириш злото. Ние го имаме тој момент, победи го злото со добро. Заврти го и другиот образ. Побарај помош од Исус. Избери ја собствената слабост да примиш сила од Него. Не разбираат, што да им објаснуваш на слеп човек, духовно слеп, кој ќе турне слеп човек од патот, проклет да е. Кога сум слаб, тогаш си слаб, тогаш сум силен, апостол Павле. Славата, силата и царството се на Исус. Пазете, славата, силата и царството. А ние даваме царство на некој на земјата, славата ја даваме на некој. И на крајот ќе разбереме дека и силата мислиме дека е наша, а не е наша. Со Исус избираш љубов наместо мраза. Љубов наместо мраза. Живот избираш со Исус наместо смрт. Здравие избираш наместо болест. По извесен период, како ќе растеш во љубовта, сите болести ќе исчезнат. Тие и во староста, често го кажувам овој стих, се плодни и помазани. Исусовиот слуга. Благослов избираш наместо проклетство. Слаб си самиот. Биди свесен за тоа. И навистина, немам доволно сила да ги љубам. Да, силен сум, да земам да ги затепам сите. Бог да го прости. Имав моменти на агресија. Предходниот декан, после се измиривме, му простив и го љубам. Почина, сега се представи пред Бог. Му вика, ќе земам клинецките закон на Бандера горе, прости ми Исус за секој.
Тоа не е сила. Тоа е само расплодување на злото. Тоа е да влезеш во сатански круг. Сила примаш од Исуса, слаб си самиот. Биди свесен за тоа. Сила примаш од Исуса да го надвладееш, надраснеш и победиш светот. Со љубов. Да се надвладееш себе си, својата телесна грешност и несовршеност, да се накалемиш, соединиш во Исусовата сила. Слава ти, Господи Исусе Христе. Доволно е за почеток да повторуваш: Исусе, помогни ми. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, сине Давидов, помогни ми. Исусе, те љубам. Исусе, помогни ми. Додека не оживее повикот во твоето срце, од срце, кон Исуса, да го примиш во срцето. Бог, Отецот, Исус не гледа на лице, варосани гробови, а внатре смрт, туку на срце. Дали имаш доволно љубов во срцето? Дали имаш тесно срце? Дали имаш тврдокорно срце? Дали имаш широко срце? Да му дозволиш на Исус и Отецот да направат сокровиште, да те научат да љубиш, да те научат да простиш, да не осудуваш, да се распланте твојот дух и да го бараш Царството Божјо. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен. Имаме татко небесен, зашто сме тогаш на земјата? Добро прашање. Да го примиш Исус во срцето, потоа биди едно да бидеш, еден дух со него. Заедно, еден дух. Тој ќе биде секогаш со тебе, да ти помогне да чекориш по тесната патека што води кон животот, по тесната патека на љубовта. Ако бидеш едно со Исус, ако му го дадеш неговото срце, ако му ја предадеш својата собственост, ќе се исполниш со дух, ќе имаш сила, вера, здравие, радост во изобилие и ќе се прелева. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ќе бидеш Христов, не своеглав, Исусов, не само на лице, ете го, туку и на срце. Бог гледа што има во твоето срце. Тогаш ќе пораснеш во духот, во неговата вера, во Исусовата вера и ќе избираш живот и смрт во словата на Отецот. За себе и за другите. Се е можно за оној кој верува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Научи да го оставиш стариот човек под крстот и Исус да живее во тебе. Уште еднашка. Научи да го оставиш стариот ти тихо таму на крстот и Исус да живее во тебе и во тебе. Да живееш со него. Научи да бидеш едно со Исус, да живееш во едно, во дух и вистина. Што значи во дух? Па духот твој да се соедини со неговиот. А вистина што е? Вистина е Исус. Јас сум патот вистината. Но како да го оставиш телесниот човек? Ако си горд, ако мислиш дека знаеш, ако не се покајуваш, нема патека. На колена пред Исуса Христа, во љубовта, која никогаш не престанува. Бог е љубов, мојот татко е љубов. Љубовта е Он и е вечна. Влези во вечноста, во духовното царство на нашиот Отец, милостив, возлюблив, вечен. Така не си сам, едно тело си со Него и Царството Божјо ќе биде внатре во тебе. Ете, тоа е тоа што треба да го научат, да го разберат заедниците. Како
da zastaneš pred Isusa, da padneš na kolena, da se pokaješ. Gospode Isuse Hriste, prosti mi, pogрешив пред Тебе и пред небото. Се покајувам за сите гревови и полека. Се покајувам за гревовите на моите предци. Прости ми, не знаат што прават, не знаев што правам. Им простувам на сите за и мене да ми биде простено. Никого не осудувам за и мене да не ми биде судено. Избирам да ги љубам сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и насели се, ја прифаќам Твојата волја и го барам Царството Божјо, за се да ми се придаде. Така стануваш слуга на Исуса Христа. Ја исполнуваш заповедта, љуби го својот ближен, му служиш, работиш за Царството Божјо. По извесен период, почнува тоа да станува дел од твојата природа, се распламтува твојот дух и ти стануваш сотрудник Божји, работиш со љубов, а потоа стануваш пријател Божји, поверува во Него. Пријател Божји, пријателот знае што работи Господарот. И на крајот стануваш со наследник Божји, Царството Божјо и Син Божји, кого го води Духот Божји. Ете, тоа би требало да се учи во црквите. Тие учат канони, стихови, цитати, статистика и многу други неважни работи. И затоа слезе тоа, ќе видите вие скоро кому му припаѓаат црквите во кои вие одите и се молите. Јас зборувам за духовна Исус Христова црква и заедница. Господе Исусе Христе, оставам се во Твоите раце, нашата молитвена група. Овој дом што имам, се што имаме Твое. Давам одврзани раце на ангелската војска да помага ангели помагачи на овој век. Господе Исусе Христе, Твојата сила, Твојата љубов и Твојата волја во мојот живот, во моето семејство, на работа, дома, на секаде, ја предавам Македонија во Твои раце. Те сакам, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, секој што е болен, го боли негде, нека се допре. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, се покајувам, простувам, не осудувам. Дојди, научи ме да ги љубам сите, исцели ме, ти можеш да ме исцелиш. Планино зло што си се нафрлила врз секого од нас, стани и фрли се во морето. Во името на Исус го обесилувам сатаната, бегај од нас, сатано, во името Исусово. Македонија, земја Исусова, амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. И да умре ке живее, кој верува во Христа, на суден ден ке воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе од